Господине Манчевски, може ли да ми кажете на што работите во моментов? Може ли да очекуваме нов филм во блиска иднина? Па тоа е најубаво прашање. На што работи човек? За жал, на погрешна адреса е упатено. Имам филм кој се вика Збогом Копакабано, кој беше одобрен пред 2 години, во кој учествуваат 4 странски копродуценти. Имаме поддршка од 3 државни фондови, од други држави, меѓутоа со незаконска одлука на управниот одбор на Агенцијата за филм. Мојата работа е блокирана. Блокиран е и овој филм, и предходниот, кој е завршен пред 2 години, кој е продаден во некои 50 на земји. Така да во моментов не снимаме. Има нов директор во Агенцијата за филм. Се надевам дека новата директорка и министерот за култура ќе ги одблокираат моите проекти. Ние сме спремни да снимаме. Ние можеме во понеделник да почнеме. Колку се почитуваат филмските работници во општество во кое постои корупција, поделеност? Колку е тешко еден квалитетен филмски проект да излезе на површина? Па, тешко е квалитетен филмски проект да излезе на површина, затоа што во Агенцијата за филм има страшно многу корупција. Јас ја пријавив до антикорупцијска за таа работа и до Transparency International, и сите институции после истражување заклучија дека навистина постои криминал во Агенцијата за филм, дека има 39 проекти на кои им се доделени пари, ниту се снимени филмовите, ниту се вратени парите. Лани 3,5 милиони евра се потрошија, не се сними ни еден филм. Едни исти луѓе одлучуваат, значи има сукобни интереси, има концентрација на моќ, има тргување со моќ, има неотчетност затоа што се финансира приватно здружение, ДФРМ, и нема извештај за тоа кај се потрошени тие државни пари, нема извештај за потрошените пари на фестивалот Браќа Манаки. И во една таква ситуација поддршката, прво финансиска, потоа инфраструктурна од државата, не оди кон талентирани автори, не оди кон млади автори, не оди кон потенцијални автори, туку оди кон оние кои клановски имаат заземена позиција и мафијашки владеат со државните институции. Во една ваква состојба, која што сега ја објаснивте, може ли, кој би бил вашиот совет или вашата порака до сите оние млади, ентузијастични луѓе или студенти кои имаат желба, аспирација да се занимаваат со создавање на филм? Па мојот совет е секогаш, и тоа им го кажувам и на моите студенти во Њу Јорк, им го кажувам на студентите кои доаѓаат на мастер класови секаде по светот. Ако сакаш да снимиш филм, сними го. Звучи малце тавтолошки, меѓутоа идејата е дека не треба да чекаш, да молиш, да зависиш од одлуките на некој што седи во фотелја, туку треба да се бавиш со својата креативна работа. Треба да и се радуваш, треба да раскажуваш приказни, треба да работиш со талентирани луѓе, треба да инсистираш, треба да си страшно многу упорен. Денес лесно се снима, барем кога е техниката во прашање, лесно се монтира, што не значи дека може секој да си дозволи да направи филм, меѓутоа намерата да се бавиш со својата уметност не сме никој да ти ја попречи, да ти ја забрани. Кој е најдобриот начин вака да се излезе на крај од некоја ваква ситуација, доколку сметаме дека сме обесправени? Кој е најдоброто решение? Па еве, јас станав укажувач, станав свиркач. Мислам дека за заедницата е многу важно да граѓанинот да види дека постои правда, дека криминалот се казнува, дека поддршката од системот и од државата е според заслуги. Значи, ајде да видиме тие филмови што државата ги поддржала, што потрошила сериозни народни пари, што постигнале. Дали се продадени по светот, дали се вредни уметнички дела, дали играат на фестивали, дали се гледани од нашата публика, дали има одјек кај критичарите, во филмските енциклопедии и така натаму.
краткиот одговор на вашето прашање е постојана борба. Човек не може да биде коркач. Ви благодарам многу. Молам.